Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер, мимо него па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Емаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот Гледате 1 на 1. Денешни гости Јанко Илковски, Дубиоза колектив и Жаре Бербер. Овозможено од Good Nature Камилица. Вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Јас сум Жарко Димитриевски, ова се Пеперни, гледате 1 на 1. Денешни гости ни се Јанко, Петко и Станко. За Јанко е сериозно, а место Петко и Станко ни се Дубиоза колектив и Жаре Бербер. Здраво бе! Здраво бе! Постигла стара ти, а? Стара е ова пред 3 недели, да. А сега шо? Сега е исто, вакво само не се гледа. Да. Вакво е сиво. Затоа е 2 дена в телевизија. Така, добро. Имаме многу интересна работа. Повторно нашиот, го знаеш, од информбирото. Аха, тој со бирото. Тој со бирото, информатичарот ни најде твитови од минатото од историјата. Овој пат одиме длабоко во историјата, во Крушевската република. Да видиме што твита во Крушевската република нашите татковци, татковците на нацијата. Даме Груев. Ед the original Груев. Тој е оригиналниот Груев. Има логика. Абе, буљаши, ќе правиме нешто со тоа во станието или пошто жена ми смара да идеме у солу на шопинг, а не ми си иде. Тоа вика. Изгледам, сепак го солено ти шалој. Изгледа. Гоце Делчев. Ед, да видиме каков му е. Ед Даскалот. Ке гледам да дојдам, ако не заглавам, утре сум на некоја баница. И че не ви сиде хаштаг сакс. Лаже дека бил на баница. После друг некој датум на баница отидам. Понатаму, Киро Глигоров твита: не можам со нада правиме баш тогаш хаштаг сутлиеждеј, sorry guys. Никола Карев, што има твитано? Никола Карев, ед, не сум зефљуш е неговиот јузер. Ја почињам, вие како сакате, ама да знаете ќе се прогласам за председател, да не ми кугате после зашто, окей? Паметно, не. Човекот мисли на себе. Па што? А ви сега намерно ова го направил за председател? Ја избрзал работа колку да... Не, он сам го почнал во станието. Искочил наврх, пукнал 3 пати. Се прогласи за председател. Ајде да видиме понатаму што твитат. Веќе е прогласено, значи во станието почнато е Крушевската република си тера, Јордан Пиперката ед Ајварбој вика, се тагнал Јордан Пиперката из ед Крушевска република, заедно со 5000 други, меѓу кои и Частин. Шубара од Джастин таму. Шубара Киро исто тоа. Да видиме што твита Пито Гули. Пито Гули вика, неговиот јузер е Влав is okay. Вчера камен прајање максимално, а грош не платив. Хаштаг хе-хе. Грош? Не дал ни пара, све на муфте му било. Муфте било, да. Влашка. Та добро шо. Смееш Кој вака? Како? Да си бре Влашка? Ја не смеам. Дајте ми скриниот твит. Си изгасија тројца власи се. Арсланбек вика хаштаг лол, хаштаг Крушевска република, значи им се смешка. Луѓето, до 12 сум на годишен одмор, 10 дена изгледа бил много. Па толку сам. Да. Му го скратили одморот изгледа. Точно. Газете сами да не ве угасам. О, господине, папир! Јас за бизнис сум дошол. Каква чест! Ќе те молам, пошто знаеш папир, па знаеш што си... Остане со дечко нешто. Извини. Така. Господине Папир, Васе Папир, најбогатиот македонец во историјата на Македонија. Човекот го има заработено своето богатство како производител на пауза картончињата за јавната администрација. Знаеш што, види, ајде сврти го. А? Нема бегање од пауза. Човече. Како све тоа мислење. Колку сте инвентивни да сме Папир? Не само тоа, и вакво и други води са, менаџерски води. Менаџерски води бе, сега што нека пуштат од жирито Форш Панчо, ајде жири. Жири комисија пуштате. Да видиме тоа нешто. На Крокоп сте менаџер. Нема на Крокоп, на стоја до него, Нокоп. Не, слушај, за друго сум дошол. Те нема на интернет, веб страна немам интернет страна. Ај, ако сега шо, концептуално така моите овие вработени нешто ти направиле? Се на папир правите како што гледам.
Не може така веб страна Ако да се може да продаде. оваа веб страна да Ти ми ја се- направите, ти ќе се бидам свиѓа. презадоволен. Ова Ова е е врв веб страна. Значи ова е 100.000 најубавата веб евра за страна тебе. што ја имам. Одма, тука. Господине Папир, ви се молам, 100.000 евра. Рем. Ама па, јас, што ме мислите тука? Ви се... Ај, ми се свиѓаш, ми се Добро. свиѓаш. Види го другото. Па не е толку добра, Па ама сега не е толку добро, ама не е лоша. 50. Господине Папир, ама што мислите, у каква емисија идете 50.000 евра, кај да ви најдам? Еве, чекај. Жаре, Ајде. на МТВ, ако можем да им земам 100.000, знаеш што, ми се свиѓаш. Но стварно ми се свиѓаш као човек. Како се викаш она бе, Диме Такси што го прави? Тоа бе, тоа. Кој го измишља тоа бе, човече? 50 правиме бизнес, 50 може? добро уворено, ама чекам малце, што ќе правите со 50.000 евра бе, господине Што ќе Папир? правам? Што Што ќе ќе правите правам, ти со ќе ми кажеш што да правам, 50.000 евра? Еј, знаеш што? Чекај. Уживај ти за 50.000 евра, јас сакам малце овие музиканти тука да ги почастиш малце после емисија нешто, да се забавиш. Папир, немојте вакви нелегални работи, бе молам. Слушаш, Еј, слушаш. Ѓоко, што? Бе немојте џаби Еј, нелегално еј. е со новиот закон, знаете, забрането е. Ништо не е нелегално ако не те фатат. Ќе се видиме после емисија, уживај, 50. Еј, господине Папир, чекајте малце. Ова висок квалитет е изгледа. Ова 99,5% чистота, чист марбел. Ова е чист марбел. Чист, 99,5 чист марбел, плюс минус. Ова е колумбиски или? Гевгелиски. Време е за пауза, жаре. Фала, време Уживај за си. пауза. Ѓоко, почасти ги музикантите, дечки, имаме роба. Мојот прв гост ни за оваа емисија е човек кој многу добро го знаете од телевизија, порано го знаевте и од радио, но сепак останува најпознат токму по тоа, по неговото шоу кое трае веќе десетина години. За дали сум право или не, ќе ми каже тој самиот. Шоуто се вика Јади бурек, а неговото име е Јанко Илковски. Како си? Добар. Седи. Благодарам за поканата. Како ти се допаѓа Еј, супер. атмосфера? Да ти кажам, знаеш што мерак ние со научари да можам у студија да видам. Секоја Да? вечер си се горат очите. Екам ова кефле, але капче да си ставам научари. Супер се осеќам. Нели? Кажи ми што утнав или не, колку десетина години трае? Не знам, слушај. емисијава? Прв пат ја почнав, мојот старт е од А1 2001 кога почна војната март месец. Тоа е стартот официјален твој телевизиски. На А1 телевизија. Таман кога излегов од 103 до тогаш на 103 и Така. ова стартува. Така, како се викаше емисијата, се сеќаш? Ноќни разговори, после беше Гутенбергова галаксија. На ТВ4? А со Гутенбергова галаксија на Топ FM идев со Јади Бурек. Значи Јади бурек од радио е. Од радио е емисијата и после продолжив и на телевизија. Како ти тегне Јади бурек да се вика, кој е кумот? Зет ми. Значи не си ти. Не. Како? И што? Претпоставувам Ѓоно поради и- тоа е. Ѓоно и пијани омајка, викам, Борис, абе викам, ке идам на радио, како да ја крстам емисијата? Јади Бурек. И ти, И ја го гледам вака и па и не е лошо. И сега му викам, абе слушај, дај да те представам ваква, еве срамота е више Јади Бурек да. И стварно не е во ред, ама ај сега избегај од брендот. Не можам да ја сменам. Точно. Не е веќе Јади Бурек, ама остана името. Се проба многу такви Хайд Парк стайл емисии, ама никоја не стигна таков успех како оваа твоја. Зошто е тоа така? Што Не знам, мислиш? вајда Шак да Манки, ја изгледа што на ум, тоа на друм. И не знам, внесов све у мое. Знаеш, ја не сум добар ден, повелете. И нема трепкање. И сега некој ќе каже глупости, ја не можам да му преќутам, бе, знаеш, почнувам се карам со него, се нервирам. Така. И сега имаш и одма имаш публика, еден е за, друг е против, ова, она, ваму и там. И се создава, ама гледам често да бидам праведен, знаеш, барем ако замерам, се јави некој фашиста и вика, ај да ги утепаме сите црнци, и ќе му речам, абе ти кретен, нормален ли си? Така, И точно е, недемократски Си го му се... слушал Хауард Стерн? Лично ти?
Не, за него дознав дури у 103 која ми рекоа, абе Јанко, ти имаш човек кој ги прави истите работи како Аха, а не го знаеше, да? Не го знаев. Си било поменат некојаш од некој совет за радиодифузија, такви работи те казнувале? Он е, например, Хауард е ноторен по тоа што има, не знам, 2 милиона долари казни. Не, кај нас е напната работа. Не, дали политички маркетинг, дали Љупчо Георгиевски дошол во денот кога била имало такви проблеми? Имало. Редовни се, а? Заради Лата сме пукнаа, некој си пече силјади, ја пукнаа телевизијата тогаш кога работев. Дојде Лата си изнервиран и рече, вика, ќе ве тепам. И овие одма, Лата ке тепа. Под кој е крив? Јанко е крив. Околу Латас го спомна. За тебе Латас и не знам, Мирка Миленко, таму викаа дека сте како некаква сива еминенција на оваа власт и дека нон-стоп се гледате. Има дружба, се дружите или сте другари такви кои што сите мислат? Колку што сме со сите други, со Значи ништо повеќе, а? Ја еднаш месечно може у кала ќе седнам со Миленко, Викса, Мирка, пошто Мирка тука живее. Добро. И толку, и ако се Значи сретне. не ковате големи планови. Како можам да ковам ја план со Викса, со Мирка? Жити се како тоа изгледа. Или како некој да кова план со мене. Па ја не можам со жена ми да исковам план што ќе ручаме ние денеска да ковам ја стратегии. Еве вика Јанко, ти си голем манипулатор. Како бе тоа го правам? Дај жити се пара да вртам. Ако толку манипулирам, дај да му отидам некој спонзорија да го изманипулирам. О, ништо. Голтар останав. Многу интересно, знаеш кој не е валјда до толку. Немој сега да не помислат па луѓе помош дека треба да дават. Друже, возам Citroen C5 од 2001 година. Дај не ме. Ке ти ставиме пат. Кажи, кај тебе доаѓаат многу познати политичари, големи луѓе, премиери, председатели, министри. Оти ме сакаат, оти сум згоден, убав, набел дан. Интелигентен, паметен, рейтингот е друже. Протоколот каков е кога доаѓа? Тоа сакам да прашам. Како оди таа работа? Многу се напнат. Дозволува да седиш, да се поздравиш со нив претходно, да направиш муаве, нешто, се слушаш ли на телефон пред тоа? Првите се прв пат кога ќе дојдат се многу напнати. Груевски прв пат кога дојде Урко да го видиш со снајперот иде вако цели. А ти да видиш кога беше Бучковски премиер кога ми дојде. Ја имав у емисија имам токмак еден од 5 кила. Знаеш што е токмак, оној голем чекан. И ми седи токмакот, е вакво масиче ко тебе и се доаѓате џандари. И вако гледаат се све. Тргај. Ја викам прво ова е сценографија бе. Ова е сценографија. Не може. Го зема и го однесува на балкон. А под масата, ја од зезање имав 4 пиштоли пластични, ја си го имам као сценографија, 4 пластични пиштоли, реплики на овакво. На прави револвер. Това не го видоа, вајде. Не го видов. И викам, а знаеш како? И сега Бучковски. А ти дојде да ги извадиш? И како сред интервју? Дојде. Ао ми се плачеше и викам, зашто не го направив тоа? Чисто онака, да, и продолжи ти, кажи се. Не сум направил, не, ја сакам да направам такви скандали, ја изгледа премногу воспитано дете сум, многу ми смета тоа. Сакам да сум безобразен, дрзок, дека да земам да ти истурам вода, да направам скандал, да ти сподам, бега ти си вако така и да си отидам, стварно кој што викаа дека сум. Не ми иде. Дај ми го звончено. Ајде, сакаш да зазвониш? Многу ти е добро. Опа, ама пази, може да дојде собарицата. Повеќе од 10 години скоро секој ден си на телевизија, значи мислиш ли дека пример си награден доволно онака лично за сето тоа? Невар. Добиваш признание како што треба? Какво признание, кај се парите? Кажи тоа. Де су паре? Требаше моите $1,000,000. Повеќе требаше да заработиш за ова време? Не, ме зезај. Еден стенд колку кошта? Па кошта. Кошта. Како си со тоа? Добар? Одличен, топ. Ба најдобра работа што ми се случило во живот, ме опамети. Да спортувам, да јадам здраво и да не се нервирам. Ептен не се пазеше? Ептен не се пазеше. Ај најубаво за тоа ќе ни каже, мислам дека со пругата се согласуваш? Пругата е секогаш во право и таа иде право. Така е, и тука е со пругата на Јанко. Лидија, повели. Добро вечер. Фала што дојде, што ни се придружи. Благодарам на поканата. И ти на Муаметов. Ќе е редот, се барам познаете. пред камера. Ете така. А не е вака кавалери, значи, а? Смеам да седнам? Противното, повели седи. И ако може малку препушти ми јас нешто да кажам. Ако може. Ако може. После колку време на радио ќе правиш емисија со Јанко? Вака,
Цели 19 Цели години има од 19. почетокот на нашето заедничко работење на Емисија која многу на ви е битна на вас 103-ка. двајца. Токму посебно. така. Па, Така? апсолутно. Која е причината за тоа да им Апсолутно. откриеме, може ли? Па бевме дечко и девојка тогаш. Аха, така се запознавте фактички. Бевме запознаени, меѓутоа како дечко и девојка ја почнавме да работиме емисијата. Како дечко и девојка и ме закачкаше, нели, тоа што не се гледа позади микрофоните. Тоа на 103 одеше. На 103-ка, Так. секој работен ден беше, јас бев спикерката, која што нели сакаше класично да ги Ти чита беше таа сериозната. сериозната. Така. Така, он А ме Јанко? прекинуваше, Ја бев си сериозниот. коментираше, ме нервираше, ме провоцираше, па јас ке му вратев. И сега Ке после прекинав да 19 читам години вести и му враќав. И после, еве, толку години се ќе уште се му пробаме да враќам. работиме или пак ќе бидеш ти сериозната, тоа ќе биде Јас сум сериозниот. секогаш сериозната, меѓутоа, единствениот човек кој што може, нели, да ме испровоцира и само. кому што нема да му ќутам по ниеден основ. Никогаш не му бидеш, а? Па сега. Добро, има компромис. Разумен компромис. Кога, Како компромис? Кога Бе, спијам. Како компромис? Знаеш ако ли не колку сум пати дома, му ќутам. Си оди од студиото, си излегла плачејки. Знаеш ли колку А, пати да, сме се да, разведували? да, Знаеш тоа- ли тоа што го правиме на радиото, ние на секојдневна база го прави, викам дај бе, Тоа беше ни е пари да вадиме од ова идејата. расправи и веднаш. Е, Точно, токму видиш така. како паметно Токму размислуваш така. продукциски. Заедно сме продукциски, моја е идејата дека А, добро. оно идеал, нели, дека се е идеално во бракот, нели? А Дека ништо не е? А ништо не е. Дека вие сте заедно 2 децении, лесно ви е вам, а еве ние после година А не дена, ние? за жал, Мислам, лесно. нели, имаме проблеми. Значи да идејата е да се сподели малку тоест малку повеќе да се прикаже она што е, нели, реално, Малку реалност. така. Она е високо Чека, ви образована. требаше Она е тоа? магистрант. Ни требаше. требаше? Не Почнувајќи можам да ја деца најдам се работа. пораснати, Слушај, не сум не- на владин Конечно, човек. Не може можам да работа се да ја најдам на женава. Ај кажи. Како тоа? Најсериозно, а? Не може. Ние двајца Дева со она е- сите тие врски Она груевски е ти доаѓа на толку стручно, емисија. високо образована, што да ти кажам, ама ја не не молјакам никого. Толку не мора, И на крај викам, дај да сите. искористиме, ако веќе не можеш по професијата да го работи, како бидејќи она бизнис менеджмент има завршено, викам дај да се пробаме на радио. Нека почне А нешто да бидејќи работи. менаџирам дома бизнис, метководство, домашни финанси и така натаму, Не го менаџирам било луѓе и Не. така. За сметки, Ни за такви работи. документ, ни сметка, ни ништо, значи. Она е ептен сепак многу нека- јака Да за си тоа. сам зезнато би. Па да ти кажам, значи се што е документ, шалтер, она е го има Ке нема тој да клик знае у ни глава. имотен лист. Многу е Откаде да тешко се извади. она што секоја вечер се јавуваат и луѓе кукаат кај мене и мислам Е, ја потполно ги разбирам. Ама ретки се, ја не знам, можеби служба она треба да отвори за да им помага на луѓе на шалтер за вадење имотен лист, за не знам средување тие работи. Не ме Катастари рекламирај, такви да, Она ги меѓутоа разбира немам време тие бирократски за процедури изворедно. А што викаш, Далеко ти се сега. јавуваат и се жалат, ти нит си бил, нит си видел си. Кога Јас викам, 20 години си трчаш донесам по у телевизија у шалтерите, емисија. нормално и Добро, дека Ете, ќе се доизвештиш. Не е тешка ни таа работа, си е во склоп, нели, на семените обврски. види, секој да си знае што како. Тоест, Ти би целата можела на работа телевизија 3 сата домаќинството. на ден, да си секој ден. Никогаш Еве, мене ми е да Преска кажа признам дека треба доволно имаш притисок огромна. и ова сега што го правиме на емисија радиото, да. Тоа е и мојата прва љубов и прва работа и така натаму и многу ми е сум ја драго ти што прва- се а не враќам. сум ти ја прва. Не си Ја злато. која сум ти поред Не љубовата си. и Четврта, шеста, не. седма, тука Ти знаеш, меѓутоа ќе ти вратам како што тебе те делам со цела македонска публика секоја вечер. така. Поради неа ме оставаш мене сама дома. А, ниско, Ете ниско, така. ниско, ова веќе Така. поколенца тука Така. цеваници. Вот Меѓутоа, емисијата. А, ова е тоа. Ова е Е, емисијата. Ова е тоа. Ова е емисијата. Да си Имаме став. кажеме лично. Или ќе извадиме. Еј, сега ќе збориме у недела како бевме кај Жаре. И ја Така, ќе речем фантастика, така. ќе рече катастрофа си. И се создава една публика нејзина страна, она е Јувентус, јас сум Милан, И обратно имаме и ние така слушателите натаму. шанса да се уклучиме, Па да не знам, кажеме. за сега гледам први ние ќе да се ќе воведеме, можете преку Facebook. А, Напишете так, коментар, так, ние так. читаме пред нас се монитор компјутерот. Недела, Од 13 Радио до Слободна 15 Македонија, од 13 до часот. 15, има емисијата, има. Јанко и Лидија, така се викаш? радио шоу. Радио шоу. Значи, Или слушајте, реалити шоу. слушајте што си прават Јанко и Лидија по дома, имате ексклузивна шанса да дзирнете во нивните животи.
Така? кое што се надеваме ќе се рефлектира и на По вашите. нешто ќе научиме. Апсолутно ќе ни биде многу драго. Ете така, еве едни чајчиња за дома, за Арно ти техна! децата. Повели муж. И се слушаме Една? на радио и се гледаме. За децата, не Ја за тебе. пома Сакаш човек секој сум се своето? кажа. За децата, не за тебе. За тебе, ќе Види ти го сварам како. чајче. Знае да се. Бе, батор. Ти шо правиш у Турција у А шо продавници, му бе? си зоша ја дојдам? За така, за лепи очи. Па по едно било наменски, еве јас ќе го вратам моето, ти не биди тако. Имаш од она риганото убаво што се види. Гарант. Морате. Ти благодариме за Слушате ги на гостување. радио Слободна Македонија, Јанко и Лидија и гледате го Јанко на Јади Бург. Сакам да пијам чај, а посебно кога читам добра литература. Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. Моите следни гости се од еден многу познат бенд кој што е најверојатно и најдобриот лајв ект на овие простори. Вие ќе имате можност да ги гледате на Таксират 15, едни од моите омилени балкански групи. Не се сите од логични причини дојдени, бидејќи 7 не собираат тука, ама собираат двајца и затоа тука се Брано и Ведрано Дубиоза колектив. Браво. Da je ovo prava emisija, bio bi najvažniji aplauz za synthesizer, ali evo može i ovako. Може уште поубаво. Следните Брано и Ведран, Брано Јакубовиќ и Ведран Мујагиќ, портпаролите на Дубиоза колектив. Така? A neko mora i to raditi. Некој може. Ministarstvo informisanja. Тоа е веќе убав Kad smo термин. izvlačili ni šibice, ko će šta raditi, Така се u bendu правеше? nas ta kratka. Mi smo da sve izvukli. А, така. Лесно му е на Здравко Чолич или тешко му е што е сам, а вие сте 7. Што мислите? Kako u kojoj situaciji? Како кога, а? Pa Како mislim, kad mora nešto neugodno da radi, poput ovog intervjua, Tako. sada onda mu je teško, a kad Tako. ide tamo cure bart, onda... После концерт. Така? Имате такви ситуации? После концерт групи се онака да се соберат девојчиња, две тегнат, две нешто. Razlika između nas i Čole, što je on lijep i zgodan, a mi ružni i debeli. И незгодни. Ja i nezgodni. Tako da je kod nas uvijek onaj, kako bi ti rekao, backstage poprilično prazan, hladan i tužan. Вајда Нема не до толку, никога. вајда не до толку. Nema nikoga, mi Изгледа sjedimo... баш ко весели момци. Ma ja, to Cijelo vrijeme. samo medijima tako izgleda u stvari. tako, Konstantno mi tako. sjedimo tužni, sjebani. Uglavnom Koncert nije muški valjao. parti. Оу, лошо, да. Da, mudo party. Да, као позвали смо пуно цура, ал никој не Ali niko nije došao. Ono, standardno. Да. Во Скопје не сте прв пат, на Таксират исто не сте прв пат. Годинава ќе го промовирате новиот албум Абсурдистан. Така. Tako je. Што би им порачале овие што дошле претходно, знам дека ќе дојдат пак. Јас ве гледав прв пат во живо во Ровињ. Се сеќавате кога свиревте на Викенд Медија? Da. Што беше фантастично и од тогаш секогаш едва и чекам да ве гледам во живо. А овие што не ве гледале, што ќе им порачате? Зашо да дојдат да ве гледат? A zato što je jeftina karta. Pa da iskoriste, dok je sniženje. Ovo predbožično sniženje. A i ovi ostali bendovi su odlični. Од новиот албум, која песна најубаво проаѓа кај народ вака највише се пали публика? S novog albuma, jel? Да. Pa dobro, ova pjesma Kažu, koja je imala Kažu, spot, tak. čini mi se nekako... U principu mi smo htjeli, kad smo izbacili tu pjesmu, mi smo kao htjeli samo eto da bude prva koja kao najavljuje. Аха, а album. испадна... A ispalo je da je u stvari ona, znaš... Може и најголем хит општо. Da, i spot je super uspio, ono već ga je pogledalo 4,5 miliona ljudi na... Ostali nisu nešto, znaš. Има многу интересен спот, врвен, секој што не го гледал, нека оди да го види, Дубиоза колектив, кажу. Значи цртан е спотот. crtanje. Да, и почнува многу интересно со еден, што е тој, новинар е нешто, вака слично како мене. Jedna novinarska zvijezda, da. Значи познате таму, Pa kao во Босна. politički talk show. Политички ток-шоу, да речеме. И упорно се труди, а не може да го каже мозоци на Da, македонски. On je napravio lapsus zato što mu je u studiju u tom trenutku bio gost gazda te iste televizije koji je ministar u vladi. Tak, I koji znači, je pozvao sam sebe u aktivan emisiju, političar. Da nešto promoviše i sad se ovaj usro jer mu je tu gazda, i onda se on spetljio i sad mu je mada mi je najsmiješniji gazda bio koji ga gledao.
Da, da, jer mu ima jedan rating kadar. pada ovako. Da. To je direktna inspiracija bila za taj komad teksta. A, seriozno? Ja Da, pa da. misle video, vi го напишале текстот. Ne, od tog sampla, imali smo neku muziku, napravljeno od tog sampla je, kako smo stavili taj sample, bukvalno tekst krenuo i samo se pisao tekst. А како dalje пишувате текстови? Пошто вашите текстови се малтене колумни. Може комотно да се земе, да ја трнеш римата и колумна е, човече, пушти го вестник. Feljton dubioza. Да, како ги пишувате? Заедно ли ги пишувате Pa сите? nema neke sad ustaljene kao šeme po kojoj uvijek radimo, već to onako prilično stihijski. Nekad jedan čovjek napiše sve, a nekad to dopisujemo po jednu riječ. Значи не е еден Заедно. главен автор, па сега од него Не. чекате да дојде текст. Realno, jedva nas četvorca, petorca skuckamo taj jedan tekst. Znam da jedan piše, to ne bi godinu dana. Да дадеме карти за сите ваши што не гледате, значи имате ексклузивна шанса да ги гледате Дубиоза колектив во живо. Следен пат ќе ги гледате во 2016 некаде, мислам дека тогаш ви е следен настав во Македонија. Така да, лапајте карти на време. Ќе доделиме 2 на двајца. Значи 2 карти на по една на секого. било Што би- да биде прашањето? Ајде, Bilo вие bi кажете. glupo 2 na trojica. A što Je- dvojica? Глупо би било, да. Pitanje. Koje godine je bio prvi nastup Dubioza kolektiva u Makedoniji? Glupo pitanje, neću. Не тоа. Bolje, hajde. Како му го? Hajde. Ајде кажи. Koliko je 1735 podijeljeno sa 16,5? 1735 делено на 16 сипол. Тој ше прв на Facebook во тој статусот што го пишавме таму што е во моментот. Тие први двајца добиваат по една карта за Дубиоза колектив на таксират 15. Ali bez ovih elektroničkih pomagala. И како Да, сам, лагаче люди да, гарат. значи пенкало. Чекај. Да, шо мислење имаше Брано, кажи за Ma on, ситуација наша, еде, како гледаш? kako bi rekao, isto sranje, drugo pakovanje, znaš. Kod vas se sve dijeli na 2, kod nas se dijeli na 3. Mislim, nema tu previše, svi znaju sve tako, nema se tu previše šta pametno reći, uporediti, šta znam. Kod nas malo popularnije građenje vjerskih objekata, kod vas malo spomenika više, ali to u principu Ista količina betona se uludo troši. Да, само си кажат во што, а? Da. Што да правиме, споменик или црква? Као, Ili ајде, нека би kombinacija. Kod nas Ili kombinacija. Kod nas se ne pitaju. добро. Споменик црква. Ma je Слеш. ovo Aleksandar Makedonski, ali sa zvonom gore. Така, баш. Пат, концерти, турнеја, Da. трпи, не знам, семејство, врска, такви работи. Како ве сваќаат дома, да речем? Pa šta, dođeš kući, zamijeniš gaće, čarape, opereš, ideš dalje, pozdraviš se sa svojima. Žena plače, Žena poljeva vodu iza Žena tebe. plače, djeca se raduju. Ne, Тата ќе да е лова, носи ne. Djeca plaču, žena se raduje. малку обрат, да? Тачно. Како е таму од другата страна на границата во Европа? Како е поубаво или мислам кога ќе се вратите со какво чувство доаѓате на просториве тука? Како стихов од песна, зашто овој во кој ебени сам ја одрастao? Pa šta znam, što se tiče ovog hardverskog dijela, jel, nekako je put ravan do bosanske granice, onda krene kako bi to nazvao, onda krene makar. Onda Paris-Dakar krene. Одма почнува. Onda krenu avanture. Toliko smo malo kući zapravo da se ne stigne ni zgat. Така, A nije, s druge strane, zavisi gdje su i Bugarska je u Evropi, znaš. Pa kad uđeš posle Bugarske u Bosnu, ko da si Se raduješ. na aerodromskoj pisti. Znaš. Абсурдистан као збор многу почна да се употребува на просториве. Има популарен блог во Хрватска, кај нас политичариве го користат абсурдистан. Вие бевте први што го пишате. Имате патентирано право врз зборот или не? Nisu, apsurdistan je onako generička riječ koja opisuje ove neke, kako ti reče, vukojebine i nekako već postoji film tadžikistanski, ne znam, knjiga u Rusiji, znači već su ljudi koristili, ali Мора да е стан некаков. Мора да е стан. Двосовен, тросовен стан. Turci kažu za sve ove naše Srbistan, Hrvatistan, tako da... така. to Ovo je stan apsurdistan. Da, ovo je apsurdistan. I nije on ograničen na ove naše prostore, na Bosnu, na Balkan. Apsurdistan može biti bilo gdje jer je on u glavama ljudi. Точно. Čekaj, ovaj tvoj bend se malo... Gubi se. Ljudi, zajebali ste se u ovim emisijama kao vi svirate, onda mi pričamo, pa vi svirate, a ne može stalno. Они ги плаќаме на свирење. На Што сат. повеќе свирење,
толку поголемо овако. Onda се свири. Po 3, minuti. 4. A kao taksi opcija, jel? Na kilometražu radi. Од таксиметар ги плаќаме. Да? Паја, колку имаш за себе свирено? 950. Ето така. Политичари некои кај вас гледам дека вие често ги напаѓате, кој што кажав, колумни ви се песните малтене. А некако они ви кјутат. Не сакаат многу да влезат у конфронтација со дубиоза колектив. Ви се плашат или друго е работата? Што мислите вие? Сигурно сте правеле муавет меѓу себе. Pa u principu oni su naučili su, znaš, prije je bilo te konfrontacije. Recimo sad više, prije smo često bili u tim, pošto nas nikad ne zovu one muzičke emisije, znaš, top liste neke, nego je vas to neki dnevnik, politička neka emisija, predzborne one neke debate. Tako. Vas da mi tu negdje upadnemo ko nekakvi, ne znam šta, komentatori, ne znam. I da smo se prije... Opštestveni cajkani. Prije smo se sretali sa premijerima, ministrima, znaš. I onda ti uvijek to iskoristiš za neku pizdariju da napraviš. Sad u zadnje vrijeme, naravno, nikad neće više s nama u emisiju i neće taj direktan kontakt, jer tu nekako po pravilu gube utakmicu. Сега почнаа да ве сакаат. Сега викаат ги слушам дубиоза, ги сакам дубиоза. Da. Jer onda su okrenuli na tu kao loptu, kao ja i moja djeca slušamo u autu kao Da, секако. Slušamo dijete kako, mislim, ali dobro šta, to ljudi se bave tim poslom, pa... A čega, vi беше тешко некој период, онака ви праја притисоци, Pa pokušavali ste neke male pritiske na lokalnom nivou gdje su imali direktnu vlast, neki lokalni festival koji je onako zavisan od opštine, pa onda neki načelnik opštine se naljuti na nešto smo mi rekli pa pokuša to zabrani nam svirku, pa onda mi napravimo svirku prekosutra na istom tom mjestu za džaba i onda on izgubi sve moguće medijske poene koje mogu dobiti i onda nakon nekog vremena su ljudi skontali da to kontraproduktivno po njih i sad onako sliježu ramenima i smješkaju se. S njima su stvari lako takmičiti, zato što oni imaju šta da izgube, to su glasovi, a za nas niko ne zanima nas taj dio priče, tako mi nemamo šta izgubiti to, mi samo kažemo ono što mislimo, a oni su poziciji da nikad ne smiju reći ono što misle zaista. Политички и социјално ангажирана музика, што сметате, треба да ја има на овие простори? Мислам, како храбрите такви бендови, такви... Naravno, ima je sve više i više, mislim, jer postoji potreba da se priča o tim stvarima i nekako iz te potrebe i bendovi to prepoznaju i onda pričaju o tim stvarima, nekako nije to ništa čudno. Јасно. И што викате, треба да се врати Валтер и да ни... Slobodno apsolutno. Mislim, vidi, to je taj pojam autocenzure koji je za mene neshvatljiv. Kad imaš priliku opsuj čovječe, imaš treba li da ni se vrati Valter i da ni mater? Treba, to vidiš. Je li bilo strašno? Nije bilo, baš je ubavo. Šta, to je ljubavna pjesma? Poenta je ne čekat superheroja koji će doći sve i jednim potezom reši stvar. Takvog nema, svi ste vi Valteri, hajmo sad idite, rješavajte svoje probleme i bit će bolje. Pjesma je obratna, neće doći novi Mesija, Che Guevara, drug Tito, ne znam više nijako i kao povijest na sviju bolju budućnost. Ta debilna romantična ideja prosto je samo u našim glavama. To svima nama onako psihoizlaz iz tih naših stanja, kao i mi sami sebe opravdavamo sa tim, jer zaista ne radimo previše toga da nam bude bolje. I onda su nam krivi političari, onda kao čekamo nekoga ko će doći sve to srediti. A obično taj ima ono veliko crveno S na prsima, ali znamo da to samo u filmovima postoji. Pa čak spot za tu pjesmu je takav, prikazuje ostarjelog superheroja bez moći koji kopa po smeću jer nema šta da jede. On ništa ne rješava. Videte го и тој спот на YouTube. Кажу, таман го изгледавте, сега гледајте го. Стvarno ova emisija je reklama za dubiozni YouTube kanal. Dubioza на YouTube. Имам јас за вас мал поклон, ова се многу чајчиња од Македонија, да си ги испиете, ќе ви требаат. А тоа сме пили јутрос у хотелу, добар е. А вие ќе имате еден поклон за нашиве гледачи, може? Може. Ајде, значи Брано и Ведран ќе ви потпишат по една шолја што ќе ја добиете во новогодишното издание на 1-1. Брано додека Ведран пишува, слушате македонски бендови уопште така, некој? Па слушам, затоа што често туј, знамо доста. Кој вака
било кој бенд, кој ви е Pa mislim најкул? Super Hikse, Kirila. Hiksi? Berlins propaganda, on su super. Ma ne znam, mislim mi smo i odrasli na kraju krajeva i na Mizaru i na Kismetu, na svim tim bendovima, tako da ono... Padot to iz Antija. Ima super Падот на Византија, видиш, браво. u metal faze Да, je bilo raznih tih. Така. Си слушате ваши песни? Тома да си седиш да си пуштиш Абсурдистан? Normalno. Да? Kada Redovno, kažu se opustim, kažu da mi je lijepo, uzmem najbolju muziku koju imam, a to je... To je dubioza. Moja, po mom skromnom mišljenju, ova moja muzika i naravno to slušam po cijeli dan. Na apsolutno. repeat. На репит, Pa баш. koji normalan muzičar to ne radi? Pa ko što i ti ove, kad završi ova emisija, uzmeš video kasetu ili DVD, odeš kući, to film pregledaš nekoliko puta i spavaš ko čovjek. 3-4, да. Ko beba spavaš, jel tako? 4 пати. Гледајте ги Дубиоза колективна таксират 15 на 28 така, Неутин, е, да. да, 28 декември, не само тие, Čekaj, ovo je garant kraj emisije, oni pojačavaju Да, така. ti ono И тоа е дупло, najavljuješ. и дупло и да таксират To. тука, да. I to je onda... Појако, Kraj. И таму Бернес пропаганда, Beogradski sindikat, кој се таму уште? Exploited, majke. Ето, значи имате супер забава за ефтини пари, како што кажам. Bravo. Така, се гледаме на таксират. Se gledame. Kućarka. Кучарка. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат, постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Немам некој премногу често име и ретко имам можност да интервјуирам именјак и сум посебно задоволен поради тоа. Го знаете сите од телевизија, од реални шоуа, го знаете од дискотеки, од клубови, од разни тезги, бидејќи многу популарен во тоа што го прави. Се презива Бербер, а се вика Жаре. Bravo. Како си? Ова ти е жарена квадрат, Што товар носи, што е ова? Жарена квадрат. Па ова да имаме муаве, како ни снема тема. Така, Си продолжиме ова, да, баш така. Еј, последно? Дозволено вака се седи? Најдозволено. Се што сакаш е дозволено. Ги плаќаме инаку во како таксиметар позади има, што погласно свират, поише тоа куца. Добро ти кажам, убаво сте ги закачили на завеса позади. Да, одлично. Да. Закачени се стварно. Горе, висат, не ги гледаш, има рибарски. Супер. Ај повлечи го да видат. Ова е кратка верзија од бендот, а? Така. Пеперминт, многу актуелно име беше у мое време, да ти кажам. Зошо? Актуелно беше Пеперминт, човече, кој имаше Пеперминт, фраер беше. Така? Базока и Пеперминт беше тоа. Немаше орбит, морбит. Ова модерни времиња. Точно, управо си, па дојда Вригли, Сперминт, Даблминт. Така е. Најактуелно кај тебе во последно време е Фармава. Излезе од таму, ме не ти... Немој да збориш така, ќе мисля дека фарма имам отворено. Така е, да. Фармава, кај ти се наоѓа Фармава, кажи субвенции, Фармава ми е на взимаш ли? пола пут меѓу Петровац и Катланово, тука од десна страна ќе видиш. Што си чуваш од гледа? Имам све, брат. Расат. Ноеви ми е специјално сега. Пасија. Така е.
Не ти сврли, не така? Сам си Не, излезе, така беше договор. Кај дозволувам ја? 30 дена остана, Жар? 30 рамно. Со Рамно 2 дена 30. карантин, 32 дена. Знаеш дека секое реалити шоу, односно шоу во таков карактер, подлежи на тоа да учесниците првите 2 дена кои што публиката не ги гледа, треба да ги поминат у карантин за да се истестираат нивните психолошки моменти, бидејќи си приметил дека тамо покрај оние кои што се малкуте кои што се нормални влагаат луѓе кои што се апсолутно потонати, пропаднати со мали пореметувања психолошки, така да ги тестираат 2 дена, после тоа влагаш у игра и тоа е тоа. А како стигна до тоа за 30 дена да си излезеш, како одеше Дилов? Види се, овака, таму обично сите кои што влагаат се 99% такмичари. Да. Ја не сакајќи да ми се случи судбината на еден човек македонец, поготово зрел у вакви години како што сум ја, да влезам и после 12 дена некој да ме шутне у штала, да спијам негде као нечии слуга и да ме трпа по некои изолации. Го прифатив дилот, односно сопствениот предлог со телевизија Пинк и нормално телевизија Алфа, да влезам као гостин. Гостите имаат право да влезат на одредено време и да не, али немаат право да бидат такмичари. Ја бев Зашто ти не може да се бориш за главната награда, него си седиш на одреден датум, си доаѓаш, си одиш. Точно така. Ја немав дилема, точно знаев што сакам да направам од себе и зошто би влегол тамо. Јас сум 44 години, Жаре Берберов дека на улиците на Скопје, роден сум у центар и сакав да останам оригинален таков како што сум и мислам дека не ги разочарав луѓе. Фактички за паричка си отиде ти, хонорар. Исклучиво, брат. Паричката е основен предуслов за сите работи во животот човек кој што се одлучува, поготово проекти од таков карактер, верувам дека и ти главната поента, односно 50% тоа што го работиш за пари, така да. Колкав е хонорарот? Сигурно е добар, претпоставувам, чим не хонорарот оди за џабе. Е вака, волкафе. Може ли да речеме волку на волку? Еден месец седење, што го имаше ти? Знам дека не може да збориш цифри такви работи, со договор си. По договор 3 години не се да збориш никакви детали. Можам вака да те прашам пример, дали може да си купиш солидна кола со тие пари? На ново. Солидна кола. Се зависи човек какви желби има. Просечно солидна, некој седанче. Можеш да си купиш некој кратко без гепек позади да видат. Хеджбек. Ако сакаш нешто од типот Југо или на пример Диана, можеш да си купиш и 2-3. Так. Како со керка? Како е животот со керка? Со керка е најдобро, обично сите машки, сите луѓе кои што чекаат дете викаат да е син. Подобро задоволство од керка нема. Зошто? Ако ти се погоди, пак женско дете е дете за родителите. Дете за таткото, обично викаат дека многу ги сакаат таткоците. Да те сака, да те почитува, што и се покаже во мојот случај дека детево мое добро си е врзано. Ти немаше такви стравови како градско фрајерче и сега уопште такви пориви од типот да не биде мушко па да се сите да као она да те ставаат уста да викат и он као јак мангуп му се роди женско дете. Ја викам сам човек може толку женско дете да направи. За мушко квалитетно дете треба да умешаат поише луѓе, прсти така да ја најверојатно не сум бил толку модерен. Па ете тоа е тоа. Нека е здраве и жива, супер е. Детенце ко детенце. Така е, ти тргна со реални шоу, беше на Survivor. Ми тргна. Ти тргна. Ја ти кажам право, во животов немам работено само ветеринар и гинеколог. Друго све имам правено. Кој е најчудно нешто што си работил? Па најчудно. За луѓе вака најчудно. Многу чудни работи, ако земеш дека основна работа во животот ми бил фризерајот, односно таа креатива некоја со која што јас сум почнал да се занимавам во почетокот во моето рано детство. Наречам, знаеш, берберлокот е занает кој што се учи на 12 години, дека сите седат дома, гледаат цртан филм и сакаат да пијат чоколадно млеко, ти си негде у некој салон, му метеш, те шамара, он ти вика иди купи ми ово, иди купи ми она. Се имам поминато у живот. Колку време беше така чираче? Не сум бил само геј у животов, по локација и немам намера да станам, иначе ово друго све имам работено. Значи сум бил чирак, сум бил газда, мајстор, сопственик на дуќан свој, ги имам поминато сите фази у животот, така да многу сум задоволен од све тоа. Со пеење кога почна со тезгиве? Пеењето е тезгарење, браво, добар термин. Ти си еден од ретките што ми се допаѓа што го користи терминот тезга. Тезга. Добро, тезга. Тезга, неозбилно одработен концерт. AKA. Мојата дефиниција, браво. Со музика, иначе јас имам занимавано од моето рано детство, значи негде дека прво оделение пеев у хор 4 години кај на професорка Лена Трајковска, која што замина у Мелбурн, има своја школа за пеење.
бев кај Нези у хорот, така да после тоа имаше мала пауза, не знаејќи се барав у самиот град овдека кај нас и за тоа што ќе правам со себе и нели као сите што пратеа некои трендови, сите се почнаа да се запишуваат Орце Николов, сака да бидат електротехничари, машински техничари и ја по тоа помодарство тргнав таму кај што не ми е патот, меѓутоа брзо сватив дека ја уствари не сум за тоа. А фактички што имаш завршено? Имам завршено средно школо, фризер, козметичар и тоа е тоа. Значи така си се запиши Брицо бе класичен брицо. Брицо. Да. Сега нешто пробувам на стари години да се едуцирам и да завршам факултет, нели сите као нешто завршат. Нормално. Али сватив дека и тоа нема многу да ми помогне затоа што јас сум тој човече, не можам да сменам ништо. А се размислуваш онака сериозно да се упишеш? Па види, со оглед на тоа дека сега во моментов котирам во една институција која што е многу сериозна и работам работно место за човек кој што треба да има факултет и виша стручна спрема. Викаш по некој ред. По некој ред логички да завршам, меѓутоа гледам дека фирмава има добро сваќање, значи реално со гледала дека моите квалитети не лежат во тоа дали ќе завршам факултет или не, па ми пружила шанса да можам да се борам, нели, лице за односи со јавност, АДП листерка Скопје и тоа е тоа. Тоа ти е job description. Односи со јавност за фирма. Па малце ли е човече, пеење до 5 саба или работа од 8 до 4 преку недела. Чекај, не ти прават проблем, те нема по месец дена. Ми прават да ти кажам право. Ми прават дали што е тука. Знаеш дека екзистенцијата е многу битна работа во живота, да се проживе и да се школува и да обстои едно семејство такво според стандардите на нас македонците, мора да жртвуваш нешто. Жртвуваш за семејство, у смисла спремен си да идеш до некави крајни граници, што и да треба. Единствено нешто за што сум жртвувал и сум се жртвувал во животот е семејството, фамилијата, значи дете, жена. Овдека неспорно е да напоменам дека сум ја нашол жената на својот живот, односно жената која што имала вистинско разбирање за да може све ова да биде така како што е. Како те разбира, кажи ми? Ти си сите работи. Си збориме на македонски, сега она иде и на англиски, ја ти кажам право. Браво. А ти тука не ја разбираш пошто немаш факултет. Како не? Така да си се разбираме многу добро, има разбирање за тоа што го работам. Што е да речеме советот што би го дал на некој таков? Не е шала сепак, и што викаш и тезгите, и на работа мораш да контактираш со милион луѓе. Те знаат полно луѓе, градско фрајерче од цивил. Животот е многу комплициран. Значи, треба да се докопаш до некаква екзистенција. Прво и основно во животот е да мораш да го најдеш човекот на твојот живот, значи партнерот кој што ќе биде со тебе. Тоа дека е најосновната работа. Најбитна работа. Замисли, можеш да имаш ти идеи, не знам какви, креативен да си максимално. Ако тој кој што е дома поред тебе те кочи нонстоп и не ти дава да мрднеш ни чекор напред, немаш ништо да направиш нормално. Нонстоп си у кавга, а тоа е најлошо. Имаш повеќе интересни хобија што луѓе не знаат веројатно за тебе, значи собираш плочи. Јас сум растел у таков крај кај што салфети и значки било срамно да собираш, меѓутоа надвор од ова што го работам, нели, кога ќе ме погледнеш мене, одма ќе ти текне на некоја песна од Кева Запаличу пола град или не знам што. И покрај тоа што моите настапи скоро 60% од самиот настап се песни од бивша Ю, од Дугме, Мугме, Парни ваљак и така натаму. Јас во животот имам пораснато со сосема нешто 11, значи сум пораснал со музика, дали било Стинг, Ерик Клептон, Ролинг Стоунси, Пинк Флојд и така натаму. И имам колекција од плочи, скоро 400 и нешто плочи. Денеска ти донесов едно, односно две, да си одбереш ти да видиме што ќе се допадне тебе, односно што стил на музика ти. Имаме Dire Straits и Браво, имаме Dire Straits, Марк Knopfler и Ролинг Стоунси. Straits ги бирам. Ја ќе ти ги поклонам двете, ти ќе ги сочуваш. Морам да му вратам со нешто. Морам да му вратам со нешто. Браво. Тоа се најде, еве ти чајчиња земај. Ја тебе плочи, ти мене чајчиња. Ама и друго собираш. Кој собира бе регистарски таблички? Како дошло да собираш регистарски таблички? Ја замисли. Види, која беше првата? Како стигнала? Некој животот има порив да игра кладионица. Некој сака да се швалерише, се мува со девојки нааму, натаму ги го сликаат по коли. Некој иде на комар и така натаму. Ја берберницава моја беше онака местенце многу малецка, 12 квадрата, али место на кое што сум многу захвален и од кое што добри 11 години екзистираше моето семејство и сите тие кои што доаѓаат тамо максимално ги поштувам и ги ценам и за сега токарија збориш? Точно така. И тамо еден пријател мој кој што многу патуваше, во еден одреден момент случајно му се случи да ми донесе некоја регистарска табличка така шарена, многу интересна. Ја ја земав, не знаев што да правам со неја, закачив на зид.
стана тоа као некоја навика, знаеш, као тренд, кој идеш у берберница кај жаре, обавезно мораш да му однесеш нешто. Табличките беа една Почнаа да се надпреваруваат кој е поинтересна. Баш така, и стигнав до добра цифра, ти кажам, браво, имам негде околу 300 таблички и тоа од сите краишта на светот. Не се повторуваат у смисла да имаш две од Франција, пример? Па ја инсистирав да не се повторуваат, така да скоро имам од сите места на светот. Како се стигнува до таблички? Пака ти кажале, ти открилено ја? До табличка се стигнува ако имаш умало некои деца кои што сакаат да земат 500 денара, па да симнат од некоја кола, број еден. Тоа имаш пријатели кои што имаат хлептомански пориви, сакаат да симнат од некоја кола, и да ти кажам дека Панки као мој другар, човек кој што беше 20 на дена у Бразил, со му паднало на памет, да, со Роберт Саздов, биле заедно на турнеја и му текнало дека ја собирам таблички и вечерта ризикувал дел од својот живот да биде затворен, па симнал некоја кола оригинал. Вечерва мислам дека по прв пат у животот и тебе ќе те регистрираме и ќе ти ја поклам оваа табличка која што има голема вредност. Добро, кажи ми ја приказката. Ова е од една фондација на Доналд Трамп, човек кој што ме има замолено да не го споминам, бидејќи се работи за големи пари. Ова е фондација, односно табличка која што со самото плаќање на табличкава се инвестира во децата, така да ја ќе инвестирам во тебе као едно исклучително паметно и цивилизирано градско момче. Thank you, Ќе ја поклонам да имаш, ова е таблица која што кошта $40,000. На eBay ќе фати 10.000? Па можеш да стигнеш, да ти кажам право. Ја ќе фати, ја нема да фати. Валади, браво. Со Калинич Милан си правил многу интересна работа на некој шоу. На што мислиш, само да ме подсетиш? Нешто со јајца, физички јајца, вистински. Јајца рулет? Како не, човек? Си го играл тоа со Калинич? Нон-стоп бе, дома никој нема што да правиме. Знаеш дека ја фарма имам сега и со кокошки не знам што да правам. Со тие ноевите јајчета? Но, со големите, да. Ти на какви мислиш? На мале? Мали, тоа ми е поминато, бе. Тоа го праве пред 15-20 години. Кој победи тогаш? Они. Тоест кој изгуби? Они те па. Они си ја... Да те предизвикам на дуел, може? Молам, како не? Може? Камо само нема намештајки, мора да ги измешаме. Не, ќе го направиме се, ти ќе ги меша. Види, ти намерно си нашол јајца, бидејќи потекнуваш од тетово, знаеш дека тетовчани ги мерат јајцата кога даваат. Така е, овие се од Белимбегова душа. Како име, овие се од мојата фарма. Хајде, останете со нас да видиме кој ќе победи у јајцен рулет од Жаре и Жаре. Така да јајца ме се вика. Жаре ќе победи, Жаре ќе изгуби секој случај. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам хамбургери млеко. Добро, кој е сценаристот на овој скеч? Некој да ме Жаре да му даде хамбургери млеко. Берам состанок со продуцентот. Не давам оценка. Не е фер овака. Како, зашо? Па зашо ти имаш на чари, што е, на ништо не личи. Стајлинг новогодишен сакаш? Па дајде, редно е тако нешто, пуси заштита малку. Јас сум спремен за новогодишен. Диоптрија, една друга офталмологија. Оп. Моја стајлинг? Ерик. Еви тебе ти спремив за нова година Елтон Џон. Ако наступаш негдека. А? Одлично. Види. Како ти стоја Џими све не. Да, добре. Шоу бизнес. Добро, ово е обично за поголема глава. Јас кај тебе, ти кај мене. А ти браво, брат, ајде да видиме. Па да виде овака. Ајде да видиме. Ајде, готов си. Ле. Се извади. Ше? Парено јајце. Се јаке. Морам да ти погодам. Текна. Чекай вака од страна за уго да ти дојде. Ајде. Да те дрцнам, уго да ти дојде. Ајде. Добро е. Нема, мамица. Дај дека излушти некој две после со... Ај да направиме моза. Спремете. Леле, мирисање ова косоврасти. Као дебар да сме. И не се гуним. Леле. Опа ти јако маш, ке ти изгорам. Ти курнаски удирај! Како правиш ти? Така. Еве, чекај, друг пут имаш играно или прв пут ја? Гледам, добро ги мааш, да имаш Имам вежбано. Тренирано ово и не мирисат много. Ако бе, брат, знаеш ти кај ти е местото? Да, губо си. Сигурно? 100%. Имено доле вака за да Убаво, брат, овде. Само на тебе да не Така паѓа. да ме ти си убаво. Ништо. Сега го јадеш. Го јадеш. Шо е во ушет?
Пето стана. Сте ово кој те швркнам се ово да се регистрира, на робија. Еве. Дека има? Ете така. Тоа е, така, две жолчки има. Сијамски се. Сијамски се. Добре. Брато, види да се варени кокошка, ако ги носи да не ги има носено поише време. Сите се сварени. Добре. Да не треба на крај да виде. Снема. Носиш јајца? Не, бе, ма дига, од малечок ја. Ајде, мислев ке го фатам. Што збориш? Овако, не, живе мајка по бојава, го гледам. Еке, може вака без држење. А? А сакаш да фрлиш ти? Порам! Ајде, ајде. Како измислеш? Опа! Нема. Брати, шубо, ти рипаат тебе. Нема. Требаш и станиш да го викнеме од металург. Добро, не така? Да. Немој мои фори ти е оддалеко. Ти по твоето тоа, джелац. Деме повака, никоме ништо. Ето, така, убаво. Ова е најубаво. Ще сипа утринска програма. Ајде. Не играм. Ајде, пиле, ајде. Не играм. Ајде. Бегај бе, не играм. Ајде, уште ето. Остана. Чекај, готово. Како што гледате, драги гледачи, Значи, оде е крајот. Чекај, одјава. Ајде. Оде е крајот на денешната еден. Тоа се Жаре на квадрат. така и гледате нивната редела. А сега ова епска емисија ќе заврши со магање на јајце од глава во живо на телевизија. Одиме слободно, Брицо, пукај. Имаш да се спираш полека, не боли. Да, сте. Чекај го наместам вака. Чао, се гледаме идната недела. Чао. Види како поштено бе, човече. Види, не капна на тебе. Абе. Не капна. Мислеше ќе ја местиме, бе. Од кај да знам, можда било, бе, срам те, било, бе.